Веќе 12 дена имаме дискусии во кои со технички јазик кажано постои диареја на навреди и констипација на аргументи. Значи, јас барав од председавачот да превземе нешто во врска со тие навреди, но сега го повлекувам тоа барање, бидејќи ако би го примениле, најголем број од присутните не би смеле ни да зборуваат. Светото право да се зборува нека остане кај пратениците, нека се легитимира секој со она што го зборува. Сепак за оние кои можат да кажат и нешто друго освен навредите, да подсетам дека квалификативите какви што се мафијаши, криминалци и така натаму се социјална стигма и лошо зборуваат за, многу полошо зборуваат за оној кој ги употребува без судски налог и пресуда, додека стигмата предавници е всушност повик на линч. Тоа е денунцијација, тоа е кодошење и тоа е директно загрозување на животот на луѓето во било која ситуација која ќе излезе од контрола. Имајте го тоа на ум. Втората работа дека ВМРО ДПМН сепак е главниот, да кажам, фактор на запирањето на работата, се гледа од тоа што ако би се реализирала првата сценографија или режија, која тие ја направија, треба да поминат околу 25 дена. Значи, јасно е дека не им е во интерес да оди тоа на брзина и треба нашата јавност тоа да го знае. И конечно, третото, господин Илија Димовски и многумина други постојано тврда дека во ова собрание СДСМ е опозиција, а тие се на власт бидејќи победиле на изборите. Јас нешто тука не разбирам. Ова е прв случај, поразениот обично бара реванш. Овде победникот бара реванш. Барање нови избори не оди со тоа дека сте победници. Ако сте победиле, тоа никако не оди. Благодарам.